Те сум знаела дека колегите советници многу повеќе знаат за училиштето од директорката и воедно јас сум тука представник на советот на општината, меѓутоа и вработена во тоа училиште веќе 7 години и мислам дека покрај директорката најдобро ги знам работите бидејќи сум по цел ден таму на работа. Прва работа. Втора работа во однос на напаѓањата од страна на советниците, како е избран директорот, си има закон, каде што би сакала да го прочитам тој закон. Ајде од нето. Јас сакам институцирам. Да имам право на моје мислење. Да имам право на моје мислење. Благодарам. Јас го водам текот на седницата. Јас го водам текот на седницата. Сакате да се расправаме, ќе се расправаме, нема проблем. Сакате да се расправаме и сакате да работиме. На другите советници на сите исто. Ја разбираме нервозата, ја разбираме нервозата. Многу сте нервозни. Ја разбираме нервозата. Многу сте напнати нешто од ситуацијата, напнати сте се. Напнати инфаркт, ќе имам инфаркт уште малку. Инфаркт. Сакам да му се заблагодарам на колегата што ни посакува инфаркт да не мавне. Фала Богу, убаво се осеќам и јас и моите колеги. Да продолжам понатаму. Според Законот за основно образование, каде што вели член 132, став 12, вели училишниот одбор на општинското основно училиште во рок од 7 дена од извршениот разговор со кандидатите на градоначалник на општина му се предлагаат двајца кандидати за избор на директор. Дали се предложија двајца кандидати? Одговорот е да. Се надевам и градоначалник се согласува со тоа, затоа што двајца кандидати беа дадени. Ама проблемот е тие двајца кандидати, како дошле до тие кандидати? Тоа е проблемот, колешке, тоа е проблемот, како дошле тие кандидати до градоначалникот. Одето условите за обезбедување на седница, мисламе да вие како председател треба да изгледате. Дали може да се искаже? Повелете се. Јас знам дека вие. Значи, ниту еднаш не упа. Ме молам, не ми се обраќате на таков тон, ме молам, повелете. Таков ми е гласот, професионална деформација, многу гласно збор. Знаеш мојот глас каков е. Став 14. Вели, градоначалникот, односно министерот, во рок од 10 дена од денот на добивање на предлогот избира еден кандидат за директор на основно училиште. Став 15. Ако директорот, односно градоначалникот, се извинувам, во рок утврден со став 14 од овој член не избере директор, изборот го врши министерот. Ако се сеќавате, пред не знам колку време, каде што и градоначалникот, еве го датумот 10.10.2014 година, имаше наслов во дневниот вестник Печат, каде што вели за 2 недели донесени 14 решенија за 3 директори на едно училиште. Значи, никој не е крив овдека за изборот на овој директор, затоа што законскиот рок е пробиен. Законскиот рок, според законот кој што воедно е правен, председателе. Ме прекинувате 10 пати, ако само него ни сметаме да се кидаме сите, може да си ја сами се Многу ви е забавно, не ми сметате, повелете. Да, ама нас не пречи вашето однесување. Зашто упаѓате во збор за колешката збор? Има Зошто нема да помаште во свитување да не продате тоа?